Почитувани граѓани, во општина Ново село, кандидатот за градоначалник на СДСМ Звонко Ангелов вршел притисок и се заканувал на самохрана мајка. Нападите врз жените од страна на СДСМ не се новина во политиката. Во текот на вчерашниот ден, медиумите објавија информации за ова брутално злоупотребување на службената должност од страна на Звонко Ангелов, кој како вработен во Центарот за социјални работи во Струмица го извршил ова дело. Според нашите информации, тој вршал притисок и се заканувал на самохрана мајка дека ќе го одземе детето. Жестокиот притисок и уцените се одвивале во текот на неколку недели, а причините за тоа се најверојатно одбивањето на жртвата да ги користи каналите за правна помош кои ги посочил Ангелов. Во текот на предизборната кампања бевме сведоци на повеќе напади врз жените како кандидатки за градоначалнички од страна на СДСМ. Насилството, говор на омраза, сексизам и мизогинија беа употребувани од страна на СДСМ. Никој во раководството на СДСМ, ниту пак нивниот форум на жени, не се огради и не го осуди таквиот срамен чин на однесување. Да не го заборавиме и срамното покажување на лакти од страна на Заев и повторно никој од СДСМ не собра храброст да се извини. Очигледно, од Заев можат да земат само лоши примери. Почитувани граѓани, како ВМРО ДПМН ги охрабруваме жените да зборуваат за секој вид на насилство со кое се соочуваат. Јавно се спротивставуваме на ваквиот начин на третирање на жените во политиката и порачуваме дека за вакви луѓе нема место во политиката по 31 октомври. Затоа граѓаните на Ново село го победија кандидатот на СДСМ во првиот круг и затоа истиот уште еднаш ќе биде поразен и во вториот круг. Промените во начинот на владење во Македонија се само на чекорот сите нас. Ви благодарам.